Наоѓајќи се во првата недела по Пасха, Томина недела, православната црква го чествува споменот на Свети Мартин Исповедник, папа римски. Томина недела, првата недела по Пасха. Во оној ден кога Христос воскресна и им се јави на своите ученици, меѓу нив не беше Тома. Тој откако дојде при нив подоцна, чу дека го виделе Христа, но не поверува. Брзиот на добро дело Бог, кој се грижи за секој човек, имајки при тоа и поголема промисла, по воскресението, за да ги увери и идните поколенија, го остави осмиот ден, за да се изостри љубовта на Тома и за да му даде уверение во воскресението. Он повторно доаѓа при своите ученици кога вратата е заклучена, како и претходно, но овој пат и Тома е со нив. Откако им го дава својот мир, му се обраќа на Тома и му вели: Дај го прстот свој тука и види ги рацете мои. Принеси ја раката твоја и стави ја во моите ребра, и не биди неверен, туку верен. Затоа што не само со видување сакаше да се увериш, за да не се работи за привид, туку спомна и допирање. Затоа стави ја својата рака во моите ребра. Се покажува дека раната на ребрата беше толку широка, што внатре можеше и рака да се стави. Тома испита и преку допирот прими вера, бидејќи му беше допуштено да го гледа и да го твори сето ова на нетленото и конечно обожено тело Христово. И тој извика: Господ мој и Бог мој. Едното е заради плотта, а второто е заради божеството. И Христос му рече: Поверува затоа што ме виде. Блажени се оние кои не виделе, а поверувале. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, 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 Господи, помилуј. Господи, помилуј, Господи, Господи, помилуј,
Свети Мартин, исповедник папа римски. Во времето на јаросната расправа на православните со еретиците монотелити, на 5 јули 649 година, Свети Мартин беше посветен за папа. Тогаш царуваше Константин II, внукот на Иракли, а цариградски патриарх беше Павле. Со цел да се воспостави мир во црквата, самиот цар го напиша списот Гипос, кој што многу им угодуваше на еретиците. Папата Мартин свика собор од 105 мина епископи, на кој што овој царев спис беше осуден. Во исто време папата му напиша писмо на патриархот Павле, молејќи го да ја држи чистата православна вера и да го посоветува царот да ги остави еретичките мудрувања. Ова писмо ги разлути и патриархот и царот. Затоа царот испрати во Рим еден војвода Олимпиј за да го доведе римскиот папа врзан во Цариград. Војводата не се дрзна да го врзе папата, туку наговори еден војник да го убие со меч в црква. Но кога влезе војникот со скриениот меч во црквата, одеднаш ослепе. И со Божјата промисла Мартин ја избегна смртта. Во она време пак сарацените напаѓаа на Сицилија и војводата Олимпиј замина за Сицилија и таму умре. Тогаш со сплетка на патриархот еретик Павле, царот испрати друг војвода Теодор, за да го врзе и да го доведе папата под обвинение дека тој, папата, стои во дослуг со сарацените и дека не ја почитува Пресвета Богородица. Кога војводата стаса в Рим и го прочита обвинението против папата, овој одговори дека тоа е клевета, дека самиот нема никаква заедница со сарацените, кои што се противници на христијанството, а оној што не ја почитува пречистата Богородица и не ја исповеда и не и се поклонува, да биде проклет и на овој и на оној век. Ова не ја измени одлуката на војводата. Тој го доведе папата врзан во Цариград, а таму Свети Мартин мошне болен лежеше во затвор, мачен и исцрпуван со глад, додека најпосле не го осудија за прогонство во Херсон, каде што поживеа 2 години и издивна заради Господ во 655 година. 2 години пред него умре во покаяние Павле. И кога царот го посети пред смртта, тој ја заврте главата на другата страна и заплака, исповедајки дека многу грешеше против папата Мартин. Пред смртта Павле го молеше царот да го ослободи светиот папа Мартин.